Македонија е одлучна да ги спроведе реформите и да создаде услови за младите да се вратат дома. И покрај предизвиците на евроинтегративниот пат, местото на земјата е во Европската Унија, нагласи премиерот Христијан Мицкоски на самитот за проширување на Европската Унија во организација на телевизијата Евроньюз. Мицкоски е оптимист дека Унијата сепак ќе го види и препознае трудот што Македонија го вложува за да биде дел од европското семејство. Посочи дека за нашата земја наместо копенхашките критериуми како услов за преговори се испорачуваат вештачки услови од Бугарија. But let's do our homework. Let's finish our homework. Let's create a good environment. Let's bring back home youngsters and let's develop something that will be good for them. And let's deliver homework that will impress EU. And maybe then someone from EU will say enough is enough. Let's do something for them. Otherwise, this is damaging our values and practically this does not have a future. And that's why I do believe that we need to finish our homework, and we are delivering since we were elected as a government. Според премиерот, вистинското прашање е дали бугари во македонскиот устав ќе биде последното барање за откочување на евроинтеграциите. Според него, бугарското малцинство, кое е во многу помал број во Македонија, ги има сите права, ама македонците во Бугарија, иако побројни, не им е дозволено да регистрираат ниту невладино здружение. Why we should change our constitution then? Why we are not talking about Macedonian community in Bulgaria? What about their human rights? What about their human rights? Because they are not allowed to register non-governmental organization. We're not talking about change of Bulgarian constitution. We're not talking about a sort of reciprocity. We're talking about registering non-governmental organization. Покрај Мицкоски на самитот учествуваше еврокомесарката за проширување Марта Коси, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, како и шефовите на Молдавија, Србија, Украина и Црна Гора. Албанскиот премиер Еди Рама не присуствуваше на самитот во Брисел.